Во Мија интервју денеска разговараме со министерот за спорт Борко Ристовски. Господин Ристовски, ви благодариме што прифативте да сте дел од овој разговор. Благодарам до планта. Помина веќе година и пол од формирањето на Министерството за спорт и од вашата работа. Како ќе ја оцените досегашната работа и дали може да заклучиме дека беше успешна година за македонскиот спорт? Па мислам дека за активно една година, постоење година и пол на Министерството за спорт, мислам дека направивме огромни поместувања во сите сегменти на функционирањето на Министерството, затоа што сите сме свесни и сте свесни веројатно дека ова беше една институција која што беше навистина на едно многу ниско ниво, институција која што вработените и раководните лица се уште се подовинени, така да после година и пол можам да кажам дека направивме огромни поместувања во тоа како треба да функционира една институција. Дали фали уште многу да стигнеме до европски стандарди? Да, меѓутоа ова е само почеток и мислам дека од година во година ќе одиме се повисоко на таа сталка на тоа што значи услуга и давање можности на спортот и на сите оние луѓе кои што сакаат да рекреираат и професионално се занимаваат со спорт. Низ целиот овој период забележавме коментари дека повеќе успеси имаме во спортската инфраструктура отколку во спортскиот успех на терен. Кој е вашиот коментар за ова? Па добро, мислам дека со жалење мораме да признаеме дека таа констатација е точна. Мислам дека резултати во изминатите години, освен поединечни блесоци, немаме некои кој знае какви, што е поразително за една спортска нација како што е Македонија. Тоа се должи на оној систем кој што со години функционирал и кој што ние сега сакаме да направиме една реформа која што ќе значи навистина вложување во млади талентирани спортисти, реформа која што ќе значи навистина вложување во вистински спортски клубови и спортски субјекти како сакате и вложување во спортската инфраструктура која што најнапред треба да ги даде потребните услови за да може еден спорт да се развива и да бараме врвни резултати. Без инфраструктура вие не може да барате и да очекувате врвни резултати и токму тоа е процесот или реформите кои што ги почна Министерството за спорт и мислам дека тоа не е процес кој што може да даде резултати преку ног. Меѓутоа ми е драго што се приметува и во јавноста дека спортската инфраструктура ги прави првите, ајде да кажам, путкања на промените во спортот или реформите во спортот и сигурен сум дека за неколку години од сега ќе видиме многу повеќе успеси и во индивидуалните и во колективните спортови, пред се затоа што ќе создадеме повеќе услови да тој квантитет се зголеми и да можеме да имаме поголем избор и спортските екипи и субјекти да имаат поголем избор во бирањето на талентираните деца и на кадрите генерално, за да можеме да одиме едно скалило за почеток погоре, а тоа е да постигнеме уште поголеми резултати на спортски план. Можеме да заклучиме дека дел од реформите е и новиот закон за спорт. Ќе ни појасните ли до каде и што конкретно тој ќе донесе? Па добро, за една година постоење, година и пол на Министерството за спорт не можеме сите работи паралелно одеднаш да ги завршиме. Нов закон за спорт, понесување нов закон за спорт е една доста сериозна работа. Ние во тој правец и во ангажирање ново од мојот кабинет, тоа е нов советник од факултет за физичка култура кој што ќе раководи или ќе биде дел од тимот кој што ќе го работат тој закон за спорт или новиот закон за спорт заедно со вработените кои што се во Министерството за спорт, да направиме една анализа, се прават веќе компаративни анализи со државите во регионот, како изгледаат тие закони за спорт, да ги прилагодиме на законите кои што се во Република Македонија и да направиме еден закон кој што пред се ќе биде во интерес на спортот и во интерес на развивање на спортот, затоа што без добар закон за спорт сите сме свесни и сте сведоци и вие дека спортот ни стагнира и не оди напред, а тоа е една од причините е токму тоа. Еден мал сегмент е финансирање во спортот. Со новиот закон ќе биде опфатено и тоа, така да кога ќе биде закон за спорт драв верзијата готова, ќе се направи една јавна дебата која што ќе бидат вклучени сите кои што се чинители во општеството и ќе видиме да ги слушнеме и нивните предлози, да видиме дали може да се инкорпорираат во нашите закони, во нашите замисли, кога ќе све биде спремно, ќе го ставиме да го ставиме на гласање тој нов закон за спорт, кој што сигурен сум дека ќе значи голем прогрес за македонскиот спорт. Дали можеби до година ќе го имаме веќе
ќе имаме? Па јас се надевам дека до крајот на следната година ќе го имаме, затоа што навистина е една доста сложена материја која што бара навистина посветеност, добра анализа, компаративни анализи. Не е само да се направи нов закон за спорт, па после во да се менува повторно, како што е овој наш сегашниот закон за спорт, кој што е менуван повеќе од 50 на пати, што сам по себе е нелегитимен, меѓутоа работиме со тоа што го имаме. Капацитетите во овој момент на Министерството се лимитирани, меѓутоа, како што кажав, не сме јас не сум тип на човек кој што сака да функционира со жалење, никош за оваа година и пол во јавност не сум излевал да се пожалам за ништо, нити дека немаме кадар, нити дека немаме средства, се бориме со она што го имаме, така сум навикнат низ целата моја кариера, низ целиот мој живот и генерално сега како министер се трудам да биде така да можеби да бевме министерство со не знам 200 вработени, тоа беше побрзо, меѓутоа ние сме министерство со 50 на 60 на вработени и мора да сватите сите да свати јавноста дека на вистина капацитет се лимитиран, меѓутоа верувам дека до крајот на следната година ќе имаме некоја драв верзија па да видиме што понатаму. Споменавте во делот со законот дека ќе има измени во финансирањето. Актуелно е периодов бојкотот што го најавија кошаркарските екипи токму поради незадоволството од недоделените финансиски средства. Вие и на самото назначување најавивте дека Министерството финансиски ќе ги поддржува само оние екипи кои што се надпреваруваат на реномирани меѓународни надпревари. Дали се решија недоразбирањата со кошаркарските екипи или се уште има опасност за прекин на првенството? Не, мислам дека тој бојкот кој што беше најавен од мала група на клубови со нивни лични амбиции и работи кои што сакаат да ги постигнат. Меѓутоа имавме состанок, јас ги кажа ставовите на Министерството, на владата, на државата. Не е дека субвенциите не се исплатени, тоа е апсолутно невистина. Вистината е дека субвенциите од 440 милиони денари Министерството за спорт ги исплати уште во април месец, меѓутоа сега се работи за работа која што евентуално требаше да се доисплати уште некои си 120-140 милиони денари, за да ја заокружиме таа бројка од 600 милиони денари. Меѓутоа никој не го напоменува тоа дека покрај исплатените 440 милиони денари субвенции, Министерството за спорт за прв пат пронајде нов начин на финансирање на клубовите, а тоа е преку игрите на среќа или лотариските игри, кои што се влева. Досега тие пари не одеа директно во клубовите, а сега направивме да и тие средства одат директно во клубовите. Тоа е сума од околу 300 милиони денари, околу, мислам дека се и повеќе, меѓутоа да не сгрешиме да кажеме околу сумата, околу 300 милиони денари, што со субвенциите ќе даде една вкупна бројка од 740-750 милиони денари субвенции директни во спортот. Значи некако претходно со ваучер да им дадеме на спортските субјекти некој парче хартија по они да одат да го менуваат тоа по компании и по фирми, туку директни средства ние направивме во склоп на ова прашање измени на законот во јули месец оваа година, каде што тој систем на функционирање го променивме и веќе клубовите и спортски субјекти добијат директно пари од Министерството за спорт, а не парче хартија па да ги менуваат за некакви си ваучери. Така да мислам дека тој дел на некои клубови им беше нејасен. Јас верувам дека им се разјаснија работите и видите, не може да се функционира барем не во ова време, барем не со Министерството за спорт, барем не со оваа влада, барем не со мене како министер, под притисок. Мислам дека притисоците треба да се користат за други работи, за попродуктивни работи, а не за тоа дали некој ќе настапува или не. Мислам дека проблемот е решен и сигурен сум дека ќе има плодна соработка и во неа. Имате и стипендијата Спортска надеж за млади талентирани спортисти, а ги споменавте и субвенциите. Дали сметате дека на овој начин е најден фер начинот на распределба на средствата за спортските федерации? Па добро, мислам дека дали идеален, можеби не е идеален, секој ќе има некоја забелешка што е легитимно. Меѓутоа од последната прераспределба која што се правила, не знам, по
избор на 4 луѓе да се соберат во канцеларија да одредуваат кои колку субвенции ќе има, зашто има и во обвинение. Овој пат се прави по систем кој што не можем нити јас да влијам на него, нити да влијае некој било кој од вработените во Министерството за спорт, што е за мене еден голем напредок. Дали идеално не постои идеална работа, затоа тоа е првиот чекор, следната година веќе ќе одиме со поинаков чекор да направиме други промени или да ги согледаме оние негативности кои што нашиот систем ги донел и да еволуираме да одиме чекор понапред во најдобар можен систем на финансирање кој што ќе може да го понуди Министерството за спорт. Министре, може ли да ни споделите кои се вашите приоритети за 2026 година и дали коментарите за повеќе успеси во инфраструктура ќе ги пренасочиме кон повеќе успеси на терен и како? Па добро, Министерството за спорт не може да креира успеси во спортот. Успесите во спортот ги креира федерациите, клубовите, тренерите, така да ние сме тука да направиме услови што е можно подобри за тие луѓе да можат да работат и да создаваат успеси. Мислам дека приоритети ќе имаме повеќе. Едниот од приоритети ќе биде донесењето на новиот закон за спорт, подобрување на спортската инфраструктура, насочување на средствата или субвенции од државата на вистински начин и со тоа да стимулираме што е можно повеќе спортски резултати, меѓутоа пак е потребно да стимулираме. Не можеме ние да создаваме и да креираме, ние не сме креатори на спортските успеси, меѓутоа да се поддржат вистинските спортисти, вистинските клубови, да се направи нов закон за спорт, да се изгради спортска инфраструктура која што ќе остане како трајна вредност во општество, се главните приоритети на овој министерство и подигнување на стандардите на функционирање на Министерството за спорт. Знаеме дека први на меѓународна сцена до година ќе излезат токму репрезентативците од Ракометната федерација. Еве, вие како поранешен ракометар, каква порака би им испратиле и кои се вашите очекувања од нивниот меѓународен настап? Па добро, мислам дека веќе во јануар ќе има надпревари кои што сигурно сум ќе обединат нашата нација во поддршката за нив. Резултати не можеме да јас како министер да барам, можам само да посакувам, меѓутоа тие мои желби ќе ги задржам за себе. Оно што е важно и што можем да порачам на сите, не само на ракометарите кои што ги настават, тоа е да секогаш давате 100% од себе, што е многу поважно од тоа дали ќе направите резултати или не. Важно е секој ден, на секој тренинг, на секој надпревар, да се даде 100%, резултатите некогаш ќе бидат подобри, некогаш ќе бидат полоши, меѓутоа македонскиот народ, гледачите, навивачите, сите ние ќе го видиме тоа вложување и давање на 100% од себе и мислам дека тоа е поентата на спортот генерално, секогаш да дадете 100% од себе и да се обидете да биде подобра од вчера. Доколку тоа го направите, секогаш ќе има нашата поддршка и од народот и од навивачите. Ви благодарам за разговорот. Благодарам за кога.